Почитувани граѓани, добар ден. Втор ден молк од извршителот Христијан Мицкоски за скандалот со криминалното и расипничко испумпување на пари од граѓаните и префрлање под джебови на неговите блиски од ВМРО-ДПМНЕ. Додека граѓаните плаќале за 100% повисока цена на струјата, токму поради него, најнеспособниот директор на ЕЛЕМ народните пари расипнички ги раздавал на лица од ВМРО-ДПМНЕ. Како тогашен директор, Мицкоски прво склучил еден договор за адвокатско-советодавни услуги со Панче Тошковски од ВМРО-ДПМНЕ, вреден 1 милион и 600.000 денари за период од 2 години. Но изгледа тоа не му било доволно. И за само 5 месеци подоцна, во март 2017 година, Мицкоски склучува нов договор со Тошковски, вреден нови 8 милиони и 850.000 денари. Повторно за адвокатски услуги. Погледнете, само со овие два договори за 5 месеци Мицкоски му обезбедил на Тошковски 170.000 евра, пари на граѓаните. Замислете, за граѓаните 100% повисока струја од извршителот Мицкоски, ама за Тошковски 170.000 евра. Извршителот Мицкоски делува исто како и неговиот шеф Никола Груевски во криминалната ВМРО-ДПМНЕ. Со сомнителни шеми, парите на граѓаните завршувале кај лица од ВМРО-ДПМНЕ. Затоа извршителот Мицкоски работеше против законот за јавно обвинителство, затоа што се плаши од правдата, исто како и неговиот шеф во Будимпешта. Во ВМРО-ДПМНЕ ништо не се менува, освен криминал и одбрана на криминал, ништо друго и не можат. Документите што ги добиваме, а кои што се индиции за сериозен криминал и расипништво со пари на граѓаните од страна на извршителот Мицкоски, ќе ги предадеме до надлежните институции. Со усвојување на законот за јавно обвинителство, создадени се услови за надлежните институции да делуваат и да донесат правда. Извршителот Мицкоски, неговиот шеф Груевски, ги чека одговорност и уште еден пораз од граѓаните на 12 април. Ви благодарам.